Епидемија на овчи сипаници во Прилеп. Истото ќе го прогласи Радовишкиот завод за јавно здравје, ако на оваа група најверојатно ќе се приклучи и Берово. Епидемиолозите предупредуваат дека варичелата е во офанзива. Само првите 6 месеци има над 4000 заразени, што е за 26% повеќе од истиот период лани. Наплив од пациенти има и на клиниката за инфективни болести. Од овчите сипаници добиле воспаление на белите дробови. Бројката за заболени од овчи сипаници во јуни месец, минатиот месец, е дури повисока и од бројот на заболените во јануари. Тоа е тоа што нас не загрижува. Значи, во период кога децата не одат веќе во училиште, значи се намалува изворот на инфекција, односно контактот меѓу оние најекспонираните на ова заболување, имаме пораст на бројот на заболените. Варичелата е сезонско заболување и епидемиолозите не паметат ширење на заразата во лето. Но климатските промени направија целосно пореметување и кај заразните заболувања. Вакцина има, но задолжително ја употребуваат само неколку земји во светот. Мислењето што го добивме од Светска здравствена организација е дека во календарот за редовни вакцини кај децата не се препорачува воведување на вакцина против варичела. Вакцината дава многу слаб имунитет и онаму каде што веќе се употребува во оние земји е забележено дека и вакцинираните заболуваат од варичела. Овчите сипаници се пренесуваат преку кивање, кашлање или зборување. Најмногу заболуваат деца до 10 годишна возраст.